Од нашата прва емисија почнуваме со работка со Сдруженијето за заштита на животни уникорни од Битола. Денес наш соговорник ни е Јован, претседател на друштвото. Здраво. Здраво, Иле. Мило ми е што сум гостин во вашата прва емисија. Ја поздравувам идејата за оформување на една ваква емисија, затоа што тоа требаше на просторот на Битола. Се надевам заедно во соработка ќе најдеме решение за да се вдома што повеќе бездомни животни, да му се најде дом и да успееме во нашите цели. Од каде идејата за основање на едно вакво здружение? Идејата за вакво здружение испадна сосема случајно поради големата љубов кон животните. Основачи сме неколку луѓе големи љубители на животни. Решивме да застанеме правно, да се бориме за нивните права, да им обезбедиме подобар дом на оние кои им треба. Значи, во кратки црти идејата е од големата љубов кон животните. Колку членови брои вашето здружение? Здружението е прилично ново и со оглед на тоа што е ново има доста голема популација кои што се зачлени. Во моментот имаме околу 70 на членови кои што лично се зачленети, значи не се преку интернет или Facebook, туку лично имат пополнето пристапница со печат и подпис и некои од нив се активни, некои пасивни. Исто така имаме и почесни членови. Значи, почесни членови, пред се гледаме тоа да се некои медиумски личности, кои што ги застапуваат јавно животните. Значи, имаме активни и пасивни членови. Прилично сте ново здружение, така да кои се вашите досегашни успеси? До сега имаме успено да вдомиме повеќе поголем број на бездомни животни, претходно третирани од ветеринар, прочистени од внатрешни и надворешни паразити. Така. А што работите во моментот? Во моментот сме во изградба на азил за бездомни животни, кој што ќе функционира, ќе биде азил од типот на no-kill shelter, значи таму нема да се убиваат, нема да се еутаназираат и усмртуваат, едноставно ќе функционира како прифатилиште. Апел до граѓаните кој сака да вдоми кученце или мачка може да не бара таму. Исто така може да кој сака да донесе таму куче да не контактира на нашиот телефон и на нашите контакти и да му помогнеме и во тоа. Какви се вашите планови за војнина? Во војнина планираме повеќе работилници и акции за подигање на свеста на граѓаните за бездомните животни, со тоа што секој бездомно вдомено животно го прават среќно. Исто така сакаме да докажеме дека бездомните животни се исто како и расните. Значи имаат ист организам, имаат иста душа, исто срце и дават исто онолку љубов колку и расните кучиња и мачки. Дали има закони кај нас и колку тие се применуваат? Да, во Македонија има закон за благосостојба на животните. Тој е стапен во сила во јануари месец 2008 година. Во тој закон, во некој од неговите ставови, е јасно наведено дека секаков тип на малтретирање, изживување и убивање на животни е строго казнив по законот со парична мерка, а има и случаи каде што има и затворска казна. Каков беше вашиот успех на 3 октомври? 3 октомври е меѓународен ден за заштита на животните, па насекаде ширум светот се организираа берење на подписи, односно петиција за берење на подписи за построги закони за заштита на животните. Главен организатор беа Истанбул, Турција, начело со слободниот активист Тина Алача. На 3 октомври нашето здружение постигна доста добар успех. Собравме 900 подписи кои што ги испративме до Европарламентот, а допрва ќе се испраќаат и до надлежните органи кај нас, до институциите. Среќни сме што доста многу граѓани пристапија кон здружението, доста се потпишаа. Исто така имаше луѓе кои што ги даваат своите подписи, кои што се од различна возраст, од најмала до, можем да речем, до најстара возраст. Значи има свест во Битола, има луѓе кои што навистина во Битола ги сакаат животните и сакаат да помогнат на некаков начин за подобар живот на животните. Дали баш на тој ден вдомивте некој животно? Да, на тој ден вдомивме едно кученце, го зедоа братче и сестриче. Исто така, после тој ден, значи, одеше медиумски исто на вашата телевизија настанот, се јавија доста луѓе за вдомување на уште кученце и мачиња. Доколку јас би сакал да вдомам едно кученце, како оди процедурата? Процедурата за вдомување на куче е со тоа што активистите од здружението ги контактирате преку нашиот телефон или имейл адресата или нашата Facebook страница. Се наоѓате со
активистите пополнувате договор за вдомување на животно во кој што договор е наведено според кој член од законот одговарате дека ќе се грижите за животното и доколку активист од здруженијето ве посети, а тоа не е соодветно одгледувано, може да ви го одеме. Значи го имаме тоа право. Во кратки црти тоа е околу вдомувањето. Значи тука да напоменеме дека преку нашата емисија ќе пробаме да ги едуцираме луѓето и да помогнеме околу вдомувањето на кучињата бездомници. Така. Ќе помогнеме, ќе гледаме да помогнуваме за што поголем број да се вдомат и за што поголем број да има топол дом.